Почитувани представници на медиумите, одлуката на судот Мирослав Шиповиќ да се брани од слобода е уште еден доказ како власта на Никола Груевски преку узурпираното судство си поигрува со човечките судбини за да го оствари својот политички интерес. СДСМ од самиот почеток на овој политички прогон апелираше Шиповиќ да се брани од слобода, изразувајќи убеденост во неговата невиност. За жал, политичкиот прогон врз Шиповиќ за блокада на општина Центар го чинеа цели 8 месеци поминати во притвор. Шиповиќ ниту еден ден не требаше да помине во притвор, оделен од своето семејство и најблиските. Но, очигледно намерата се згази волјата на граѓаните на Центар и да се блокира работата на општина Центар за власта е поважно од се. Да. Како ви коментирате повикувањето на оставките на Сунза Грчева и Нелица Буралиева од собранието и дали вие како партија ќе ги случите? Значи, кандидатите за пратеници на СДСМ и на коалиционите партнери остануваат и го почитуваат јасно познатиот став на опозицијата за неприфаќањето на мандатите и за нерегуларност на изборниот процес. До овој момент ниту еден од кандидатите за пратеници нема информирано партијата дека не ја почитува оваа одлука на највисоките тела на партијата, Централниот одбор и Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа тие јавно веќе кажаа дека поднеле барање за повикување на оставките. До собранието вчера во Значи немаме ние таква информација се уште, ниту од собранието, ниту од нив како кандидати за пратеници. Се додека не добиеме таква информација, не можеме да коментираме во однос на овој дел, затоа ви информирам дека досега немаме таков податок. Како? Ние поднесовме, значи, за 33 кандидати за пратеници поднесоа оставки до Собранието на Република Македонија. Колку ќе констатира, утре ќе видиме на седницата на Собранието. Дали сте сигурни дека има седница, имате таква информација добивам дека има седница на која ќе се констатира? Исто колку вие што гледате од сајтот на Собранието, јас гледам дека ќе има седница на Собранието. Се уште нема ништо во однос на лидерски средби или било што друго. Ако има, веројатно ќе имавте и вие информација за така. Никакви контакти сте немале со владеачката партија надвор од оние преку медиумите? Не. Очигледно е дека значи дел од членството не се согласува со одлуката за институционално действување на партијата. Кој дел од членството не ве разбирам? Пратениците. Јас реков, значи, затоа ве информирам, значи, до овој момент сега, се уште немаме информација дека некој од пратениците кои што ги поднеле оставките ги повлекува. И затоа не може... Како? Да. Да. Нивниот одговор дека се уште нема доставено никакво барање до собранието. Тоа ќе мора нив да ги прашате зошто напишале. Не можеме да... Како? Значи, СДСМ донесе одлуки на највисоките тела на партијата и на Централниот одбор и на Конгресот и при поднесувањето на оставките сите 33 кандидати поднесоа оставки до Собранието на Република Македонија, со што се испочитува одлуката. Немаме дополнителни информации како понатаму ќе се однесува секој од кандидатите. Значи, јас очекувам дека секој пратеник ќе ја почита одлуката на партијата, заради тоа што пред се мандатот се добива врз основа на програмските определби на Социјалдемократскиот сојуз и граѓаните ја поддржаа таа програма и навистина очекувам дека секој од нив ќе остане на ставот кој што го има Социјалдемократскиот сојуз. Дали според вас е демократија да се слуша партискиот став или секој треба да мисли со сопствена глава? Демократија да се дебатира за одлуките, ако ќе бидат донесени да се почитуваат. Дали Сунза Грчева и господината Буралиева се членови на СДСМ, ако се отколесе и зашто не ги примиња се нашите листите кои се регистрирани за форми?
Значи, тие се членови на Социјалдемократскиот сојуз, од кога се точно не можам да ви кажам во овој момент, а инаку зошто се нашли на листа заради тоа што ги исполнувале критериумите кои што биле пропишани со постапката, начинот и критериумите врз на правилниците на партијата.